Нема така долга историја самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. 12 години, 3 председатели. Основачот и првичниот лидер, Тамара Чаусидис, актуелниот, одновиот бран, Павле Беловски, и еден човек, едно големо новинарско име во нашава земја, огромно, кој што во еден период го доби прекарот кризен председател на ССНМ. Станува збор за Звездан Георгиевски. Огромна чест ми причинува што тој е дел од оваа едиција на емисии на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Звездан, добре дојде. Добро ве најдов, благодарам за прекрасната најава. Да, овој синдикатот, јас сум многу сентиментален према овој синдикат и многу го сакам и многу се радувам на сите негови успеси и негови проекти и така натаму. Твоето учество во работата на синдикатот датира од самите почетоци. Ме интересира мотивот да се вклучиш, особено што низ богатата кариера имаше и подеми и падови, а основањето на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници те погоди токму во еден период кога ти беше без ангажман. Тоа беше така, 2010 година или тие некои години. Некои мои помлади колеги направија нешто што го нарекоа тогаш, ако се сеќавам добро, новинарско востание. Бараа некакви промени во ЗНМ, значи почувствуваа дека состојбата или статусот на новинарите не е добар. Јас уште и претходно во некои мои текстови, во некои мои јавни настапи, како да кажам, да не бидам погрешно сватен, не сметав дека има некои особени проблеми во Сдруженијето на новинари, без оглед кој е председател и во тоа време или кои се струите таму, туку дека недостасува вистински синдикат. Бидејќи сметав дека правата од работен однос, работничките права, платата, стандардот на новинарите е основата за нивната независност и за нивното слободно информирање. Дека не е толку, значи стандардите, треба да се работи на стандардите, она што е задача на ЗНМ се разбира, меѓутоа дека стандардите се надградба ако јас имам добар статус во фирмата каде што работам. Бев активен во некои невладини форми. Знам, направивме, како некоја невладина организација, направивме една трибина за потребата на синдикат. До тогаш, инаку, новинарите беа влезени во, заборев која беше кратенката, во оној големиот синдикат, заедно со вработените од печатница, со може би естрада, не сум сигурен, некоја многу чудна комбинација, каде што јас сум од пишуваните медиуми, морам ова да го кажам, каде што никако не им беше јасно дека моите интереси како новинар се во суштина спротивни од интересите на луѓето што работат во печатница. Дека ние не сме баш колеги, него сме некако на некој начин во работниот процес непријатели. Печатница сака јас да го предадам материјалот во, ако може, вчера за денес, јас сакам да го предадам утре за денес. И тука стално има расправи, прекувремени работи, непрекувремени и така натаму. И осеќав потреба лично дека ми треба мене синдикално здружување кој ќе биде новинарско и медиумски работници се разбира, али кој ќе го јадат леботот од оваа страна на медиумите. Правивме една трибина и ја поканивме Тамара Чаусидис као представник од тоа новинарското востание. И мислам дека од таму, од тогаш, запнавме малку појако да го направиме тој синдикат. Се собра некоја екипа луѓе и го направивме. Сеќавам и на првото собрание и така натаму. И многу сум горд на синдикатот и се надевам дека ќе издржи во својата борба и во својата мисија и во своите цели. Се обидувам сам да толкувам низ текстовите, ако те памтат голем дел од нашите сограѓани и читачи, имаше една револуционерна црта, постојано. Дали и овој обид да работиш низ таа форма синдикат е продолжение практично на таа револуционерност? Значи, татко ми покоен велеше дека јас сум синдикалец роден.
Не знам колко е ова интересно, али пошто е подкаст, веројатно може да пројде. Значи, у некое време, кога бев ја дете, у некои девалвации, инфлации, што ја знам, добивав джепарац месечно, да кажеме, ко сега 100 денара, нешто. 5 топки сладолед, например. Али, бев, така речемо, трето или четврто оделение, следниот месец тие 100 денара беа 2 топки сладолед, не беа веќе 5 топки. И јас не сакав да го примам джепарацот. Татко ми го стави у една касичка, и јас ја фрлив касичката низ балкон. Следниот месец пак ми дава тие 100 денари. Сега се веќе една топка сладолед. И јас сега ја земав парата и ја искинав на најситни можни парчиња. И добив еден ќотек, што го памтам до ден денешен, онака. Сакам да кажам дека, предпоставувам дека сум осетлив на човекови права, работнички права, било какви права, од секогаш. Ако сета ова убава интересна приказна ја преточиме сега во новите времиња и низ нашата новинарска професија, излегува дека некогаш добиваме по 5 топки сладолед, ние што сме малку подолго во медиумите, сега се сведовме на 2, на 1, наскоро и ќе немаме за ниједна. Тоа е страшно што се случува во медиумите и тоа е системски проблем. Проблем на системот, проблем на државата. Тоа е, можам отворено да кажам дека јас и мојата генерација носиме голема одговорност за ова што се случува сега, затоа што ние не успеавме да го задржиме статусот на новинарите. Новинарството беше пожелна професија во моје време. Че јас сум професионално вработен како новинар од 83 година. Тогаш беше престиж да бидеш новинар, особено добро. Немаше волку медиуми, немаше таков плурализам како сега. Имаше неколку главни, имаше доста, али неколку главни медиуми, да кажеме 2 печатени дневни вестника, Вечери Нова Македонија, телевизија со 2 канала, локалното новинарство беше прилично развиено. Значи, сите градови имаа своји некои центри информативни и кога ќе кажеш некаде дека си новинар, го чувствуваш тоа дека луѓето те почитуваат. Сега кога ќе кажам дека сум новинар, го чувствувам тоа со кој презир ме гледаат. Јас срозавме професијата, али системски е проблемот, велам, затоа што не успеавме да најдеме начин да кажам, нашите медиуми главно се собствеништво на луѓе кои тоа не име работа. Медиумскиот бизнис не име работа. Не сум ја, немам ништо против приватно собствеништво. И еден Руперт Мардок држи огромна империја, ама Руперт Мардок работи само со медиуми. И е внатре во нив. И внатре во нив. Кај нас имате, значи, медиумот е резервна варијанта, за да имаш можност за притисок, например, на власта, или да ти се пуштат некои шлепери преку ова, или да рекетираш, или да уцениш некого. Медиумскиот простор го направивме тајкунски. Второ, еден куп новинари ко мене, што останаа без работа во овие превирања, овие лоши времења, помислија дека е најевтин и најдобар начин да преживеат, да направат своји портали. И сега имате еден куп човек портал. Значи, не успеавме да се таа некоја енергија да ја споиме и да направиме, не мора милион портали, да направиме 2 портала, ама кој ќе отворам јас да знам дека е тоа портал. Не е порталот ефтин. Тоа е страшна грешка во расудувањето на луѓето и на новинарите. Ефтина е, демек, печатни се ја прескокаш. Или, не знам, прескокаш некаква технологија повисока. Новинарството е новинарство. Значи, дали е на телевизија, дали е во весник, дали е на медиум, тоа треба да биде квалитетно и комплетно. Не може, значи, јас сум работел во културни рубрики, каде што имало повеќе новинари, него што сега има слободен печат. Втора системска грешка е што не научивме да го наплатиме својот производ. Не трудот, него својот производ. Нема бесплатна информација. Не постои. Таа кошта. Значи, чини нешто.
чини јас да дојдам на работа, чини струјата што ќе потрошиш, чини телефонскиот разговор, чини одењето до таму негде и чини трудот на крајот на криштата. Таа идеја дека информацијата со интернетот е бесплатна мислам дека направи огромна штета не само во македонското новинарство, него во светското. Некој ќе ја плати таа информација. Прашање е кој? Или ќе ја плати маркетингот, или ќе ја плати политиката. Тој што ја плаќа, тој го уредува медиумот. Ако го плата тоа читателите или конзументите на медиумот, тогаш тие ќе го уредуваат медиумот. Во овие купопродажни договори, кој продава, кој купува, кој добива, кој губи, на крајот сите ќе платиме. Со медиумска писменост, со дезинформација и со отсуство на кадар во професијата, измерено низ прости бројки, малку студенти на факултетите за новинарство во земјава. Вие сте дипломиран студент по новинарство. Ова толкување предпоставам дека како навестување во прашањето предпоставам дека вас се погаѓа. Новинарството и кај нас, како и секаде во светот, во суштина е огледало на општеството. Че ние имаме медиумска неписменост, имаме функционална неписменост. Ние прво немаме основна писменост. Ако имаме основна писменост, полесно се учи медиумската. Мене малку ме нервира тоа изместувањето на работите, прво да бидеме медиумски писмени, а после да се описмениме реално. Факултетите по новинарство, значи јас кога студирав факултетот, мене професор ми беше Јован Павловски. Јован Павловски немаше никаква академска титула, не беше доктор, не беше нешто магистар или било што. Тој беше само долгогодишен новинар. И дали факултетот било како, повика неколку новинари од Југославија, се сеќавам Сергеј Лукач, дојде од Белград, дојде Љубомир Ајвајн од Тањук, и тие предавања ги памтам како многу важни во мојот новинарски развој. Сега, според законот за високо образование, не сега, него подолго време, на факултетите, нормално и на факултетот по новинарство, треба да бидеш доктор на науки, треба да бидеш... И немам ништо против ова и тоа. Имам против што не сум слушнал ни еден факултет да викне некој искусен или постар новинар, практичар на као гостин, значи не е да биде професор. Еко што дојде кај нас Љубомир Ајвајн, и јас што го запамтив, да им кажува на луѓето праксата. Бидејќи новинарството е, да не се лажеме, не е уметност, новинарството е занает. И занаетот се знае како се учи. Се учи преку пракса. Убав е факултетот, јас кога учев и тој дава некаква база и некаква основа и некаква опште познавања на работите, меѓутоа мораш да бидеш практикант, да имаш од таму да тргнеш, рецимо од факултетот, али потоа да се надградуваш. Најпознатиот унапредувач на културните вредности во земјава, така барем го нарекуваат овој лик што е гостин во видеоподкастот Синдикатот за новинарските работи. Звездан Георгиевски. Паралелно со тоа, вие сакавте низ кариерата да направите промоција и на работничките права. Овој кампус прашања што го имаме досега и одговорите практично го потврдија тоа. Ја најдовме идејата, го најдовме и мотивот и од кога датира. Сега ме интересира делот кога вие најконкретно бевте прв човек лидер на Синдикатот на новинарите. Околу 2,5 години и во нив една невидена светска криза со коронавирусот, но и неколку настани кои го бележуваат и оставаат траен белег. Пред се, токму заради потребите во тоа време, договорот што го постигнавте со владата на Република Македонија, уредбата за ослободување од придонеси за вработените во медиумите, што во многу ја олесни позицијата на нашите колеги. Стварно беа тешки времиња за мене овака, че владата тогаш во принцип сите преговори што ги правеше за помош, за некакви олеснувања за нешто, во принцип ги правеше со газдите.
не ги праеше со не само во новинарството, него во принцип никаде. Сеќавате она дали некои плати обезбедени, па после се вида колку фирми не ги исплатиле тие пари и не знам што се случи со тоа, дали има некакви разврски и така натаму. Ние многу протестиравме против тоа. По принцип бевме против директно вложување пари во медиуми, особено не на тој начин на кој го правеше владата. И некако успеавме да издействуваме тогаш да се ослободат медиумите, односно вработените од плаќање на придонеси што одеа во државата во рок од 3 месеци. Тоа не беа сите медиуми, беа медиуми кои не намалиле плати на своите вработени, кои не отпуштиле во време на корона кризата никого, и медиуми кои имаат најмалку 3 вработени. Моравме да поставиме некакви такви услови, тоа беа наши услови, на синдикатот, не беа на владата, токму за да го стимулираме вработувањето и задржувањето на луѓето на работа и не паѓањето барем на стандардот, ако не можевме да го качиме стандардот. Она што беше интересно за мене, или симптоматично за мене, беше што кога завршија тие 3 месеци, владата продолжи да преговара, меѓутоа повеќе не со нас. Повторно со Сдруженијето на собствениците на овие националните телевизии и такви некои групации, не со нас и не сакаа повеќе да преговараат. Пробувавме, се обидувавме да го продолжиме тоа, не успеавме. Тука некаде мислам дека и заврши некако мојот мандат во тоа време. Токму заврши со ваксините за корона. Значи, тој потфат успешно завршен без оглед на продолжението. Вакцинацијата беше еден бран што требаше да се издржи исто така во самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Да, и тоа беше за мене еден вид успех, затоа што успеавме да ги ставиме новинарите и медиумските работници, првенствено камерманите, фоторепортерите и така натаму во ризичните професии од корона, за да добијат приоритет при вакцинација. И значи првите вакцинации Спутник, како да кажам, траја недела дена вакцинирањето и ние негде 7-миот ден мислам дека улетовме и дека тоа сум горд и да тоа. И би требало. Од делот што го опфати твојот мандат од 2,5 години од прилика во самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, останува како траен белег, како една слика што не се брише, еден потпис со наш поранешен соработник, колега Драган Антоновски. А тоа е колективниот договор во МИА. Тоа беше процес што започна претходно, уште во времето на Тамара Чаусидис, продолжи и беше заокружен практично кога Звездан Георгиевски во името на ССНМ стави параф. Да, точно, иако, значи, јас кога дојдов како ВД председател, во суштина остана само да потпишам. Мислам, работите веќе беа завршени, направени, испреговарани, и тоа траеше време и тоа е требаше да биде барем еден мотивирачки фактор за другите медиуми да направат колективни договори со своите вработени. Ние, да не навлегувам сега во широки елаборации, во суштина не можеме да направиме колективен договор на ниво на цела гранка или на ниво на држава. Затоа што и не постои некоја комора на медиуми и така натаму за социјален партнер и единствениот начин да се заштитат правата на вработените е да се прават поединечни колективни договори во сите медиуми. Пробувавме да го да го потурнеме тој процес и веројатно синдикатот уште тоа го турка натаму и мислам дека тоа е добар пат. Имавме можда и малку среќа што Драган Антоновски пред да стане директор беше синдикалец и ги разбираше на некој начин тие работи. Ништо генерално не е лесно кога станува збор за односите меѓу синдикатот и работодавачите. Ова е еден момент со среќен крај. Многу пораки испрати во овие 20 на минути, што отворено, што меѓу редови. На крајот барам уште една. Ја наследи Тамара, го промовираше Павле, нови времиња за синдикатот, нови премрежија за професијата, за новинарите, за медиумските работници.
Предпоставам дека лесно ќе те навлечам сега да ги повикаш сите во нашата сфера да се приклучат. Меѓутоа, мора од Звездан Георгиевски да очекуваме и нешто повеќе во конечната порака. Јас синдикатот значи го сметам за една ентузијастичка, успешна приказна. Кога дојдов за ВД, и самиот се изненадив што ќе бидам ВД председател, морам да кажам. Еден од мотивите беше тоа. Ентузијазмот, да не умре синдикатот, да не бидејќи тоа длабоко го чувствувам кај мене дека потреба од синдикат има. И мора да постои. Не по секоја цена се разбира, ама мора да постои. Значи, на моите колеги секогаш им велев дека јас влегов во синдикат како човек без, веќе ја изгубив новинарската работа и новинарската професија, се занимавав со други некои работи, само од солидарност. Солидарноста е единствената работа што ќе не спаси. Не само синдикатот, не само новинарската професија. Воопшто, солидарноста е темел на едно општество и на една држава и на било што. Мораме да имаме емпатија, мораме да бидеме солидарни и мораме да се зачлениме во синдикат. Затоа што борбата ниту запрела, ниту ќе запре во скоро време, постојана, константна. Правата никогаш не се доволни. Никогаш. Значи, секогаш ќе имаме потреба за повеќе права, за повеќе рамноправност, за повеќе поголем стандард, секогаш. Значи, синдикатот е работа и на развиените држави, не е само кај нас или кај некој од наш тип. Звездан Георгиевски. Благодарам многу, Пиро. Благодарам, ова беше еден од тројцата председатели на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници во неговата 12-13 годишна историја. Ова беше трето издание, трета епизода од серијалот, видео подкастот Синдикатот за новинарските работи. Бидете со нас.